Многу факултети, професори и дипломи, а малку квалитет. Како до подобро високо образование? Владата најавува кратење на студиски програми, построги правила за професорите и можност за затворање на факултети. Реформа за квалитет или удар врз универзитетската автономија. Директно денеска на оваа тема разговараме и дебатираме со министерката Весна Јановска. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добар ден. Бленди Ходај од Форумот за образовни промени. Добар ден, добре дојдовте. Зорана Антовска, научен соработник на Правниот факултет и демонстратор. Добар ден, добре дојдовте. Добро ве најдов. И Самуел Малчевски, професор и дел од работната група што учествуваше во измените. Добар ден и за вас. Добар ден, добре најдов. Министерка еве куса најава, многу факултети рековме, професори и дипломи, малку квалитет. Ќе донесат ли промените подобар квалитет? Секако кога владата носи закон, очекува тој да има некаков ефект и очекуваме дека промените кои ги правиме во овој закон, за разлика од претходниот кој беше навистина многу лош и донесе до пад на квалитетот, со овој очекуваме да го покачиме квалитетот. Зборувате претходниот донесен во 2018 година. Добро, таму ги гледате коренот на проблемите или малку и претходно на тоа што се случуваше во образованието? Зборувам на она дисперзирање на многу факултети, универзитети и така натаму од 11-та година наам. Може би не толку дисперзираните студии. Јас многу пати сум кажала, таа идеја како идеја и воопшто не беше лоша и отварањето на приватните факултети не беше лоша идеја, но со оглед на тоа дека ние сме општество такви какво што сме, таа успешна идеја во многу други земји кај нас пропадна. Но законот е, според мене, еден од главните чинители кои доведоа до пад на високото образование, затоа што пак претходниот закон имаше одредени критериуми, уредуваше одредени индикатори, квалитет. Во тој период на претходниот закон, овој пред 2018 на Рената Десковска, туку оној на Нино Тодоров, покажа дека почнува да се појавува некаков квалитет и да се подкрева нашиот најголем, најстар универзитет, УКИМ, малку на скалилата. После новиот закон, донесен од министерката Рената Десковска, се гледа силен пад и една стагнација, каде што ние немаме соодветна образовна дејност и немаме речиси никаква научна дејност, што се мери со светски прифатени индикатори. Во овој закон ние внесуваме светски прифатени индикатори. Сметаме, кога зборуваме за науката и образованието, дека тие ќе придонесат. Но законот има и многу други детали кои се исклучително значени. Дел за студентите, дел за напредувањето на професорите, дел за отчетноста на универзитетите и многу други елементи кои тие што го прочитале, верувам дека и ги забележале како разлика од претходниот закон. Добро, ако треба да наброите три главни карактеристики што ќе го подобрат образованието од новиот закон, кои се тие? Јас би почнала со критериумите за избор, се разбира, тие треба да придонесат за развој на науката и за подкачување на еден од нашите универзитети на ранг листите, потоа студентите, правата кои им ги даваме на студентите, она што еден период не беше регулирано, но и подстегнато, подукинато, и се разбира реорганизацијата во правец на студиските програми, а тоа е воведување на модуларност во студиските програми. Тоа е можноста за да се спојуваат одредени програми или за затворање на одредени факултети? Мене ми е многу жал, јас просто не можам да поверувам дека во академската заедница може да се случи некој да поверува, па и јавно да го коментира тоа, дека владата има намера да укине факултети со мал број студенти, како што е, например, македонски јазик и литература, национална историја или факултет за историја или филозофија. Очигледно дека не ме разбрале добро, не ме следеле добро
Или, може би и ме разбрале, некои други причини се кријат таму. Јас ќе ви дадам само еден единствен пример, кој вие можете да го проверите. На Филозофскиот факултет има студиска програма што се вика политички мултикултурни студии. И такви бројни други кои имаат по 3 или 5 или 7 студенти, и не само науким, на сите, зборувам за јавните, на сите има такви студии каде што постојано објавуваат некакви студиски програми на кои што им се запишуваат 3 до 5 студенти, што е неиздржливо. Ви имате плејада на професори кои може да се посветат на развој на образованието, на дигитализација, на развој на науката, на развој на студентските права, ние ги користиме за 5 студенти, од кои веројатно 2 нема ни да завршат, и ги ангажираме, пополнуваат број на часови во вакви студиски програми. Добро, тие ќе се спојуваат или ќе ги нема? Значи, со законот регулираме модуларно. Што значи тоа? Го земам за пример правен факултет, економски факултет, кој сакате. 4 години студии или 3 години студии, релевантно како ќе одлучат тие, 4 нека бидат години студии, кога се добива едно општо образование, високо образование, нека биде за правник. Потоа на постдипломските, на докторските студии, тие може да се усмерат и кон ова политичко, како реков, мултикултурна политика или како и да им се вика. Да, ако има таков интерес, ако има некој кој што дефинитивно сака да се... Преку постдипломските може да се оствара. Дефинитивно. Добро? Ние тргнуваме во додимсломските студии на некакви смерови во кои децата не можат ни работа да најдат во земјава. И потоа се чудиме зошто нели ја напуштаат земјата. Јас во договор со универзитетите, јас како министер, работните групи, составени од професори, сметаат дека ова е подобро решение, дека модуларноста е нешто што подхитно треба да се врати во земјата за да создадеме квалитетни професии, економист, правник, филозоф, инженер, доктор и така натаму. Значи, работната група или јас како министер не го направивме тоа сами. Најмалку 60 на професори учествуваа во ова, секако не може да учествуваат 600. Оти логично е да не објаснувам понатаму. Да кажете, имаше доволна, да речеме, репрезентативност и рамка која што треба да биде. Ходај, еве, имавме еден добар вовед каде што можеме да дебатираме. Како ги оценувате вие како форум за образовни промени првично овие измени? Ние првично го поздравуваме фактот што веќе се почна и се отвора темата на промена во Законот за високото образование, заради тоа што години на назад сме збореле на потребата на постоење на консенсус од сите страни кога се зборува за образовни реформи, токму поради фактот што образованието, а особено високото образование во изминатите години назадува многу и се наоѓа во дното на секоја ранглиста што можете вие да го најдете. Предлог законот има некои позитивни решенија и за тоа ние го поздравивме, особено во два делови што за нас се многу битни. Првото е што веќе се утврдува што е јавен интерес и дека што е јавен интерес на државата, дека само јавните универзитети, јавните приватни универзитети може да имат одредени факултети да ги држат и да прифатат студенти. И второто што е најбитно е конечно што ќе има нов закон што ќе регулира делот на квалитетот во високото образование, односно одборот за акредитација и конечно нема да имаме луѓе партиски поставени таму како што е моментално претседателката на Агенција за квалитет во високото образование. Секако од другата страна не имаме многу забелешки за тоа што сметаме дека законот е многу недемократски направено од конклавата на доживотните професори, што нема да бидат воопшто засегнати и погодени од предлог законот и ќе го добијат звањето доживотен професор до кога ќе бидат во академијата. Тоа е еден од проблемите. Зошто ова го викам е поради еден многу важен факт е што структурата на академската заедница од
2024-2025 е 59% од академската заедница се редовни професори. Со предлог законот, тоа значи дека овие воопшто нема да бидат засегнати од новиот предлог закон и предлог законот ќе важи за идните генерации, значи квалитетот за образованието ќе почне со нашите генерации. Ние треба да го поправиме што министерката и заедно и професорот го создадија како неквалитет, затоа што двајца вие сте биле и сте во академската заедница, значи ние го имаме товарот да ја поправиме образованието во оваа држава, затоа што имаме привилегирање на одредена група. Тоа може да се толкува како обид, едното како обид, нели, ние сме и ќе објавиме за тоа, знаеме дека над половина од редовните професори што се сега не ги исполнуваат условите што се наведени во овој закон и затоа тие се исклучени од законските одредби. И второто, ние сметаме дека овој е начин на да се замолчат, тие воопшто да не зборат и ова може да го потврдите. Една недела законот е во предлог законот е во ЕНЕР, ниту еден збор од ниту еден редовен професор не сте слушале, затоа што вајда се многу среќни што ќе го добијат звањето доживотен професор со овој нов предлог закон и не им гајле дека владата зборував со неколку професори за да го завршам ова. Значи сигурно се среќни што државата една група на луѓе ги третира како за едни се државата е мајка, за другите маќа. Така што со ова сакав да заклучам во делот на звање. Добро, благодарам. Бидејќи ова е дебата, дозволете многу кратко 2-3 реченици и ве молам да ми дозволите и понатаму кога имам потреба да објаснам нешто. Бленди, ниеден закон не важи ретроградно и не може да важи. Ама треба да носите одговорност за неквалитетот. Вашата генерација и редовните професори до сега. Не можете вие да кажете идните генерации, треба товарот на нив да спаѓа. Ако сакате од мене квалитет, добро, јас очекувам од вас да имам квалитет. Да, ќе ме сослушнеш? Да. Дебата, значи, ако кажа. Ќе разговараме. Ниеден закон не важи ретроградно и не може. И тие имаат звања и сега доживотни професори. Таков бил претходниот, таков е овој, така е секаде во светот. Може да има реизбори за нив. Има таму решение. Ако внимателно си читал, велиме дека менторите ќе се реакредитираат на секои 5 години. Пишува во еден член. Значи, ако сака да биде ментор во докторски студии, ќе мора да се реакредитира, ќе мора да постигне одредени услови. Ако не сака, значи ќе го издржи. Има таму извеште и треба да даваат и така натаму, да не одиме во такви детали, ако сакаш ќе одговараме. Уште нешто би сакала да ти кажам. Да, директорката Христина Серафимовска е сликана со мене. Од постоењето на Агенцијата за квалитет во високото образование до нејзиното доаѓање, ниту една евалуација не е направена. А акредитирани се 1300 студиски програми на кои има повакви, нема потреба да кажам. Значи нема врска дека има направена евалуација ако е партиски лик што треба да акредитира студиски програми, што вашата партија можеби има интерес. Не си го прочитал законот. Пишува од митизи, треба да биде во универзитет и во канцеларија и тука има фетишизам кон претседателот на партијата. Ако сакате да го прочитате. Тоа ти така мислиш, нели? Не, па, ако сакате да зборуваме за законот. Да го задржиме на водна дискусија и на дебата. Таа не носи одлуки. Се извинувам, професоре. Таа не носи одлуки. Ако си го прочитал законот, ќе видиш дека таму се формира тело, па има стручни комисии, па има база на странски евалуатори и така натаму. Таа е менаџер со право да запре нелегални одлуки и да ги провери одлуките. Она што досега се случуваше, а никој не реагираше. Толку нема да одземам повеќе време. Ви благодарам. Вашиот став во однос на овие измени, особено оние кои што ја тангираат идната генерација, односно вашата генерација, која што пледира кон тоа да биде дел од наставно-научниот свет.
Пред се би сакала да ти се заблагодарам многу за поканата, затоа што ова е ретка можност некој кој што се наоѓал во позицијата на демонстратор во изминатите 3 години да биде дел од оваа дискусија, но би сакала само на почетокот да нагласам за да не дојде до некакво недоразбирање дека од оваа гледна точка не сум дојдена во позиција на правен факултет Јустинијан I, иако моето првично научно искуство започна таму. Туку напротив сум дојдена повеќе индивидуално како лик кој што се уште не сака да се откаже од академската кариера и се надевам дека напротив само ќе ја зголемува својата љубов кон науката и вложувањето во оваа држава. Јас од мојата перспектива би сакала да кажам дека законот носи некои позитивни промени, имам голем дел забелешки, меѓутоа најмногу можеби моите забелешки потекнуваат од менувањето на член, значи каков ќе биде универзитетскиот совет, односно бројот на членови во универзитетскиот совет и како е тоа поделено. Затоа што зборуваме за автономен универзитет. Во стариот закон 3 члена требаше да бидат именувани од основачот на универзитетот. Доколку не се лажам, основачот на универзитетот е собранието со закон. Во новиот закон е покажано дека ќе се именуваат 4 члена од страна на владата, која што треба само да го извршува законот донесен од собранието. Меѓутоа, најголемиот проблем според мене, како човек кој што до минатата година се уште бил можеби студент, е прашањето што се намалува бројот на студенти во универзитетскиот совет, односно од 2 члена во советот, сега ќе имаме само 1. Значи 4 члена на кои што ќе бидат од редот на Сенатот, кои што ќе бидат назначени од страна на владата, 4 члена понатамо од исто така, уствари еден од Сопанската комора, еден студент и 4 назначени од владата. Намалувањето на бројот на студенти во вакво тело, според мене е круцијално затоа што сепак високообразовните институции постојат пред се за студентите. И ако сакаме навистина да зборуваме за транспарентен закон, тогаш треба пред се да го сослушаме мислењето на студентите. Не мислам ниту дека бројката од 2 студенти е задоволителна, меѓутоа апсолутно еден студент нема да биде воопшто задоволителен, затоа што сепак треба да имаме разбирање дека различни факултети си носат различни толкувања за нивните потреби. Така што мене само можеби тука ми недостасува некое транспарентно објаснување дали владата сега се толкува како основач на универзитетите или доаѓаме до некоја друга подзаконска регулатива или законска регулатива која што не е доволно објаснета. Во однос на напредувањето на наставно-научниот кадар? Видете, пред себе би почнала чисто затоа што веќе бев повикана и како демонстратор и како помлад научник соработник. Има една интересна работа затоа што тоа е првичната позиција од која што сите ние започнуваме како млади научници. Тоа што мене ме загрижува е што е тргната една мала работа во новиот закон, а тоа е дека стои демонстраторите ќе бидат избрани, меѓутоа не постои повеќе законската рамка на колку голем период тие можат да бидат реизбирани. Во стариот закон јасно постоеше дека се наведува дека демонстраторот може да биде одбран 1 година со право на 2 пати реизбор. Значи тука имаме два многу големи проблеми кои што се спротивставуваат еден на друг. Првото е дека факултетите може да се најдат во позиција каде што ќе држат место за одреден кадар. А другата ситуација е дека вие како избрани, како помлад соработник, може да имате неограничено долго време да работите на тие факултети во услови кои што не ве ветуваат на вам напредок. Добро, благодарам за сега. Да, па ќе вакво. Малчевски, вие бевте дел од работната група и ве слушнавте дели од забелешките, дели од пофалбите, можеби, на законот. Како го оценувате? Ете, уште има забелешки, не е точно дека редовните професори не учествуваат во дебатот, учествуваат и доставуваат забелешки. Може не се гласни на социјалните медиуми, јас можам да ви покажам еден куп мејлови со кои што мои колеги редовни професори ми доставиле одредени забелешки со кои што и можам да се сложам. Добро, ќе видиме и на ЕНР се надеваме, бидејќи ако се доволно дека се окей, треба да се прифатат дел од нив. Многу често се зборува околу некаква си транспарентност, па и малце да зборуваме како изгледаше цел тој процес. Кога се формираше Националното координативно тело за реформи во високо образование, се договоривме дека ќе се формираат работни групи
кои што ќе работат точно на овие три законски акти. Не е еден, се три. Првиот е законот за високо образование, вториот е законот за научно-истражувачка работа, кој што се уште не е излезен на ЕНЕР, и третиот е законот за обезбедување на квалитет во високото образование. И уште тогаш се договоривме дека онај момент кога ќе имаме некаков си драфт, некаков си текст на законот, ќе известиме министерката за да продолжи постапката понатаму, да едноставно да отпочне јавната дебата. Може би процесот траеше малку подолго. Никој од нас не очекуваше дека квалитетно законско решение ќе напишеме за 3 месеци, 4 месеци, 6 месеци. Да, можеме да се сложиме дека може и малку подолго траеше, но се обидовме да слушнеме многу мислења. Не се само 60, преку 60 професори учествуваат од различни профили во креирањето на драфт верзиите на овие три закони. И на крај имавме средба на Националното координативно тело, на кое што беше елаборирано дел од новините во Законот за високо образование, научно-истражувачка работа и квалитет во високото образование. И ни беше од тој момент дадено една недела драфт верзијата да ја видиме како Национално координативно тело, да дадеме забелешки пред истата да се појави на ЕНЕР. Процесот не е затворен, јас не гледам зошто воопшто на ноќ се дочекува. Имаме јавна дебата, ќе продолжи дебатата. Сите оние забелешки кои што се во согласност со позитивните законски прописи во Македонија, ќе ги прифатиме, ќе ги разговараме, ќе ги дискутираме. Со некои решенија јас се сложувам, со некои јас не се сложувам, не можам се да се сложам, но мислам дека во споредба со оној закон од 2018 година правиме квалитетен и квантитативен исчекор напред. Да, во последниве неколку дена се води јавна дебата околу критериумите за избор. Сите ние може да се сложиме или да не се сложиме околу некои од тие критериуми, но сите мораме да се сложиме дека немањето на критериуми или ваквите ниски критериуми во постојниот закон се проблем сами по себе, треба да ги подигнеме истите. Може да дискутираме дали, например, Х-индексот треба да е во закон или не треба да е во закон, ама никако не смееме да дозволиме да оставиме толку ниски критериуми. И колегите доставуваат забелешки, и колегите и понатаму ќе доставуваат забелешки, јавната расправа ќе продолжи понатаму, а крајната цел е креирање на квалитетно законско решение. И на крај, јас обично не одговарам на ниски страсти, јас никогаш не сум учествувал во неквалитет, кој што бев претходно, или кој што беше инсинуирано дека сум учествувал. Напротив, секогаш сум се борел за квалитет каде да сум присуствувал. Добро, благодарам. Повелете, ходај, сакавте да... Да, во делот на унапредувањето и критериумите, морам ова да го истекнувам и исто така едно прашање. Прво, многу се важни критериумите и обавезно да се поставуваат, поради тоа што не смееме да дозволиме во следните години да стане секој кој може да стане професор, да биде професор, како што се случило сега. Не знаеме кој не стане професор во ова држава и конечно ова ќе се решава со критериумите. Во делот на критериумите, значи прашањето што е круцијално во делот на критериумите е фактот што дали сметате вие како предлагачи, исто така и вие што сте го спремиле законот, дали е етички да побарате од идната генерација да има повисоки стандарди од професори што се редовни сега и што истите не ги исполнуваат критериумите што сега ќе ги поставувате. И ова многу важно да го спомнувам, точно дека не имале добри критериуми во сегашниот закон, но знаете што се случило? Ние како Форум за образовни промени сме објавиле за 5 професори што немат просек на прв циклус или на втор циклус на студии и дека треба да им се одземе академското звање. Министерството за образование и наука воопшто не инициираше ниту еден процес за одземање на академско звање на овие 5 професори што пријавувавме и знаеле што се случи за тоа што зборуваме за поставување на построги критериуми. Во новиот закон ќе се смени овој дел на просечната оценка 8.00 за секој циклус посебно, сега е во овој закон, ќе се смени со кумулативно. Што значи дека ако јас имам просечна оценка на прв циклус 6,7 и во втор циклус 9,6, ќе станам професор заради тоа што тоа е промена на новиот предлог, а тука воопшто не зборуваме за квалитет, ако се симнува еден добар критериум што беше поставено. Прашањето дали сметате дека е етички? Прво, само па. Значи, прво тие нови критериуми нема да важат и за новите генерации, например, ќе важат и за мене.
Ја во следни 2 избора ќе морам да ги исполнам тие критериуми. Следниот, не бидејќи во преводни и завршни одредби се остава доволно простор. За доживотните? Се остава, те молам, оставиме, биди стрплив, полека биди парламентарен. Во постојниот закон се остава доволен простор за постојно избраните професори да се прилагодат на истите. Ако се прилагодат на новите критериуми, има простор. Ако не се прилагодат, тоа е тоа. Но, а вие имате нешто кога Бленди очигледно не знаеш, кога се носи некој законско решение, има нешто што се вика усогласено со постојната државна регулатива и поново со европската регулатива. Законот и секретаријатот за законодавство нема во никој случај да важи некој закон да важи ретроактивно. И мене не ми се свиѓа. И мене не ми се свиѓа што јас ќе морам неколку пати поред да ги исполнувам критериумите. И да, има луѓе што стварно и во право си има. Но не може законот да важи ретроактивно. Утре ќе падне на Уставен суд и ништо тоа не сме направиле. Не ретроактивно. Реизбор да има исто и за редовните професори. Да, ама он по претходниот закон го стекнал трајно звање. Професор, ве молам, Црки. По претходниот закон вика изборот во редовен професор е трајен. По тој пред него вика изборот во редовен професор е трајен. По тој пред него вика изборот во редовен професор е трајно звање. Сега не можеме да Значи велиме дека тоа не било идеално решение, меѓутоа сте морале да се согласите, така ве сваќам вас како предлагачи. Иначе во делот на кумулативната оценка е предмет на дебата и јас сум да се врати назад 8+. А дали е етички ова претходното? Ама ти имаш комитет за етика, прашај го него. Јас не се согласувам, ти кажувам, зашто јас ќе морам да ги исполнам истите критериуми, а некој не мора да ги исполни. Јаневска? Да. Благодарам, Бенди, навистина отвараш убави прашања. Прво, јас ќе застанам во одбрана на еден добар дел од професорите кои исполнуваат услови и кои без да имаат во законот барање, веќе постигнале резултати кои ние сега ги бараме. И ти знаеш дека такви постојат. Такви постојат. И не може да ги ставиме сите во иста група. И не е фер. Ова што го кажува професорот Малчевски, значи е факт и тука нема што да дискутираме. Ти кажав една можност каде што они имаат обврска да продолжат да работат ако сакаат. Во законот вели дека редовен професор кој нема да биде реизбран ќе се врати во претходно звање. Ако не му се случи и тоа, ќе го изгуби работното место. Дозволи сега. Те молам да ме сослушаш. Не е окей да манипулираме со јавност. Значи, зборуваме за луѓе што се во вонредно, што треба да го земат звањето редовен професор. Што вас на младите луѓе, кои сте амбициозни, кои сакате, не знам како колешката вели, М демонстраторен, научен соработник, нешто не ми јасно, но окей. Што вас кои сакате да се бавите со науката, кои сакате во квалитет, на кои нема да ви биде тешко да постигнете, ви пречи да постигнеме квалитет и утре да го пренесувате тоа на новите генерации. Значи не би требало да ви пречи, ти велиш добро е да има критериуми, тоа е добро. И ви благодарам. Дали е етички? Ама дали е етички, еве, прашај ги нив, оти не се сите исти, да, има професори. Сакате два... Дозволи да довршам. Значи, точно е дека точно ти бараше да се направи увид на одреден универзитет. Да. Направен е увид, на едниот професор му одземе названието, на другиот професор му побаравме да му биде. Меѓутоа, законот не му дава ниту на министерот, ниту му даваше можност на АКВО, Агенцијата за квалитет, да постапи. Тие си плаќаат казна од 3.000-5.000 евра, од 500 евра рецензентската и тука процесот завршува. Во новиот закон за квалитет во високото образование ние предвидуваме тука реално да можеме да изреагираме. И ќе можеме да изреагираме во иднина. Дополнително, бидејќи се знаеме неколку години, ти добро знаеш дека ниту јас, ниту групата на професори со кои што јас работив и сами работеа, ќе дозволат да помине нешто што не е соодветно. Доволно е само ChatGPT да отвориш и да прашаш во која земја во Европската Унија постои ограничување во смисол на просек за упис на постдипломски или докторски или за прием на работно место во универзитет. Нема таква. Провери, а можеш нели и универзитет по универзитет да ги отвориш.
Од тука, во законот барем 20 на пати се спомнува Европската унија и стандардите на Европската унија. Сакаме квалитет, сакаме таму, ќе се прилагодуваме. Не сме најумни на овој свет, ниту кога сме мислеле дека сме најумни, вродило тоа со плод. Само да завршам. Согласна сум дека одреден број на професори не може да ги постигнат, не ги постигнале, можеле ако се барале. Јас сум зачудена. Имав состанок во кој ми вели вака, една раководителка. Имам асистент кој 2 пати бил во избор, бидејќи да го дозволуваше законот, 6 години бил во избор, сега е пред докторирање и не може да го исполни условот од 2 труда во индексирано списание. Јас ја прашувам, имам сведоци за ова, што правеше дете во 6 години. Па вели, не се бараш. Тоа нешто, не. Такви, кои не сакаат да работат, нели, наука, и не треба да бидат таму. Но само уште ова, заборави да кажеш дека ова прв пат во некое законско решение се дава предност на студенти кои завршиле на странски високорангирани универзитети, на студенти кои добиле инженерски прстен, на 10-те најдобри студенти на факултетот. Добро, благодарам. До сега немало такво нешто. Да, благодарам. Антовска само, бидејќи мислам дека беше прозвана малку. Да, искрено како млад човек кој што сака да се занимава со академија, јас апсолутно немам проблем во тоа дека ќе се потрудам доколку бидат законските измени вака донесени да го да ги спроведам. Она кое што јас сакам само да го забележам или да упатам едно прашање за размислување понатаму. Значи имаме диспаритет помеѓу општествените, техничките, природните и уметничките факултети. Моето прашање и мала загриженост е што ние не можеме да ги рамниме сите професори, соработници, демонстратори така натаму да влегуваат во една генерална слика. Зошто го кажувам ова? Пример се уметничките факултети. Уметничките факултети е реалност дека немаат многу списанија кои што ќе бидат адекватни на нивната работа. Истото доаѓа и со други помали смерови на нашите факултети. Во смисла нема да можат да ги исполнат обврските што ни се бараат за реизбор и така натаму. Заради тоа што сепак тие смерови, ако земеме за уметничките факултети, вие не можете на некој кој што треба на вас да ви даде пример филмски продукт, да му речете напишете толку и толку трудови. Можете да побарате од него да биде соучесник во програми кои што ќе носат до реална реализација на неговите потреби од факултетот и она кое што го учел. Може би треба само да се размисли за намалување на бројката на научни трудови кои што се параат, заради тоа што во многу голем дел за одредени зборувате студии. Може би е добро да се размисли и за целокупните, значи за целокупниот универзитет, и зошто го кажувам ова, затоа што за некои научни списанија се потребни година до година и пол вие да всушност на вас да ви го објават трудот. Така што тој период на објава на трудот зима многу голем дел од вашиото време за повторен реизбор. Да, благодарам. Тука сакам да ја видиме изјавата на колешката на Малчевски и на Јаневска. Тоа е доцент Марија Доцевска од Градежниот факултет за начинот на кој што они функционираат таму и како тие успеале да остваруваат дел од трудовите. Таа зборува за соработка со Универзитетот во Бохум, Германија, на Градежниот факултет, каде неколкумина асистенти биле на докторска програма, каде што го оформиле образованието, а меѓу другите и самата Доцевска. Еве како било во Германија. За време на престоите на Универзитетот во Германија, јасно воочив дека строгите критериуми за научна продуктивност преку континуирано објавување на научни трудови со висок импакт фактор за нив представуваше една вообичаена, нормална работна обврска на исто ниво како и работните обврски во наставата. И ние,
како студенти на тој универзитет, мораше да ги исполниме тие високо поставени критериуми за квалитет на научно-истражувачката дејност. Па еве, од лично искуство би кажала дека како резултат на многу интензивната соработка помеѓу катедрата за бетонски конструкции, на која што работам денес при Градежниот факултет во Скопје, како и истоимената катедра на Универзитетот во Бохум во Германија, имаме објавено неколку трудови со импакт фактор, а за еден дури имаме добиено и награда и за исклучителен труд од реномираното списание каде што беше објавен во соодветната година. Ова го кажувам во контекст на тоа дека објавување на труд со импакт фактор, како што предвидува новиот закон за високо образование, не е лесна работа, напротив, но не е ни невозможна. За да се објават трудови со импакт фактор, треба релевантни резултати, но не релевантни само за нас, туку и за на меѓународно ниво. А доколку разговараме и за трудови со многу повисок импакт, тогаш неопходни се да се исполнати некои други услови, како на пример да имаме опремени лаборатории со најсовремена опрема и нормално да имаме континуиран научно-истражувачки подмладок со кој што ќе може да ги организираме истражувањата. Но исто така, предлог законот сега предвидува континуирано објавување на трудови со импакт фактор и учествување во меѓународни проекти за било кое звање, почнувајќи од доцент па се до вонреден, редовен и реизбран редовен професор. Затоа сметам дека особено важно е вмрежувањето, односно наша вклученост во меѓународни проекти. За таква случај, конкретно јас имам свој личен пример, поради самата отвореност на вратите кон Универзитетот во Бохум, каде што ги завршив докторските студии, сега учествувам во еден научно-истражувачки проект, така што таквите научно-истражувачки меѓународни проекти ни овозможуваат да заземеме добра позиција, добро да се позиционираме помеѓу истражувачката фела во дадената област, и на некое лично ниво да го збогатиме своето CV, а потоа и самата институција ќе има некаков бенефит од тоа, бидејќи ќе има кадри со кои што ќе може да аплицира на такви слични меѓународни проекти. Интересни ставови од ДЦСК, но ќе ги коментираме и после рекламите. Останете со нас. Интересна дебата во студиото на Директно. Малчевски, критериумите за избор, ги коментираме и се уште не можеме да најдеме некој НЗС. Видете, тоа веќе спомна министерката со општо прифатливи метрики. Меѓународни метрики кои што се во светски рамки прифатливи, ние мора да се прилагодиме ако сакаме да одиме напред. Она што беше посебно интересно кога ги дискутиравме метриките, викавме, окей, ние ќе имаме обврски, но дали ќе имаме услови? И тука можеме да се сложиме околу неколку работи. Септември 25 сите јавни универзитети добија пристап до Web of Science Scopus предходно што го немаше. Ние не можеме да зборуваме предходно кога јасно гласно го добивме септември 25-та. 25-та имаме 14 научни проекти финансирани од МОН. Години наназад, 45, не ја знам таа бројка, извинете министерке, години наназад, 0. Ајде да видиме што се случува со средства за учество на домашни научни истражувачки меѓународни собири. 23 милион, 24 милион и 700, 25-та 4,1 милион МОН одделило средства за да овозможи да се исполнат тие критериуми. Денари зборуваме, да ни е јасно. За денари зборуваме. Што е со средствата за трудови со фактор на влијание? 23-та 11,5 милиони, 24-та 12,3 милиони, 25-та 25,5 милиони денари. Значи, окей, ние да зборуваме за критериуми, но зборуваме и за услови да се исполнат тие критериуми кои што полека ги добиваме кон национално координативно тело, можеме да се сложиме дека министерството разговараше со нас и полека тие критериуми ни овозможува да ги исполниме. Можеме да дискутираме и во правосте, да видиме како е. Например, во Србија се слични критериумите, во Словенија се нешто послаби, во Хрватска се нешто појаки тие критериуми, тие метрики. Но тие мора веќе да постојат. Зашто сите ние мора да си признаеме, си бевме во зона на комфорт. Законот беше претходен таков како што беше и за жал, ако не донесеме нов закон за високо образование, многу малци се луѓето кои што се излезени од таа зона на комфорт и креираат трудови кои што се меѓународно видливи. А тоа ни треба за утре пак да не плачеме дека немаме универзитет во првите 1000.
Не може ние секогаш ќе отвараме таа дебата, немаме, ајде да го направиме сите заедно тоа. Имаме доволно простор. Значи, за тие што се постојано избрани во звања, во поредни и завршни одредби, дел од критериумите нема да важат за следниот избор, ќе важат за тој последнив. Че даваме простор да луѓето се прилагодат. Овој закон нема да важи од денот на донесување. Доволно простор ќе имаат сите да се прилагодат на законското решение. Не, добро, ја не видов дека некој спори дека треба да луѓето, мислам, постојано учат и се надоградуваат. Туку беа за друго забелешките, но ајде. Значи, ова последен пат што го повторувам во делот на критериумите, уште една. Значи, одговорноста не може да почне со нашата генерација, генерација Добро, но Јановска ви кажа и Малчевски дека не можело претходно законот поинаку не може да помине затоа што ретроактивно не можело да завршам. Како критериуми ќе важат и за мене. Какво решение би понудиле? Бленди, јас сум бирана по тие критериуми, јас сум ги исполнувала тие критериуми. Не почнува од вас. Што би направиле вие? Еве тоа е прашањето. Значи не може како да го смениме тоа? Да, ние мора да видиме, како ви кажав, одговорноста не може да почне од помладата генерација во однос на квалитет во високото образование и да се чека дека ние ќе го ставиме државата уште еднаш во шенгенската листа. Тоа е прво. Зошто викам дека тие мора да се анализираат и доживотните професори што го сочинат од 58 до 60% на академската заедница, заради тоа што не може, нормално има професори што се многу проактивни во делот на истражувањето и објавување на научни трудови со импакт фактор, но имате и половина, повеќе од половина од нив што не ги исполнуваат условите што се предвидени. Еве две примери за да не зборувам, да вие да не сметате дека зборувам тука работи без врска. Значи, одиме, еве, значи ако овој закон сега ќе биде усвоено, премиерот на државата, Христијан Мицковски, не може да биде ниту доцент со овој закон, заради тоа што Х-индексот во Скопус му е 2. На еден редовен професор, сега што е премиер на државата, Х-индекс му е 2. Понатаму, еве, за министерката, според Web of Science, Х-индексот на министерката е 7. Што значи дека министерката може да биде вонреден професор според научните трудови што се објавени до ова го домадирав денеска, до денеска, така не што до денеска, до пред 6 години. Добро, ова денеска го домадира вие ако последниот труд ви беше тогаш, добро. Значи 7 H индекс. И не може сега ние да очекуваме од итните генерации да имат Х индекс од 7 и од 8, од 3 за да станеме доцент, кога професорот има Х индекс од 2, не ги исполнува условите да биде доцент, а нека моли да биде редовен професор. Значи, кога поставуваме критериуми, мора да ги поставуваме тие критериуми, почнувајќи од себе, што може да се постигне и зашто тоа веќе не беа постигнато во минатото од одредени професори. Делот во тоа колку пари Министерството дава, ова како го комплиментиравме во новиот буџет, дека конечно има повеќе пари за науката, што одвои Министерството за образование и наука, и тоа е многу битно, заради тоа што не можете вие да имате да одите у ресторан со 10 евро на джеб, на еден ресторан со чини 100 евра. Значи, науката со 10 евра не може да го правите. Поради тоа што сакате многу компарации да правите со делот на европските држави, значи, делот на науката и истражувањето во OECD average што е некаде околу 2,3% од GDP-то, се дава за истражување и наука. Добра, кај нас тоа е колку е? Кај нас е 0,42-43. 0,40 сега. Значи не можеме... Во тие земји колку е просечен GDP по жител? Кој веќе ги даваш тие параметри? Словенија GDP по жител. Значи не може. Колку има Словенија GDP по жител? Значи Словенија не е крива што државата не знаеше како да се развива. Кога зборува за тие работи, ако поставувате еве да видиш, Словенија има $34,301 по жител. Колку му е Х индексот на Словенија? Нема Х индекс. 9291 евра по жител. Што те пречи? Јас зборувам, вие зборувате. Не може, Ама не, Малчевски процент е процент, значи тоа нема врска со... Не може да го релативизирате, секоја работа го релативизира. Зборуваме за се. Да, ама релативизирањето не, ама ја не релативизирам. Колку е жител на GDP? Претходно дека имало 0 проекти, сега има 45. Наука не се прави бленди преку ноќ ако си работел. Ако си работел наука, знаеш дека тоа не се прави преку ноќ. За тоа треба време, треба труд, треба посветеност, треба тимови
кои што работат. Не можеш сам да направиш ништо од сето тоа. Дали ме разбираш? Значи, уште еднаш. Поставувањето на такви строги критериуми кога државата не успеа во изнимна, значи не кажам на ниту една влада зошто не го направи. Не е направено тоа, точка. Не е направено тоа, многу малку даваме за науката и не може сега да го релативизираме тоа заради тоа што GDP-то по жител е толку во Словенија, додека Словенија не го стави воопшто Х индексот. За некој, за еден професор. Се договоривме дека тоа е предмет на дискусија и ја не сум да биде дел од законот. Зашто не ме... Дали ме разбираш? Да, ама јас во старт кажав дека 12 бленди, не е 7, 12. Добро, ајде, на Министерството за образование. Ајде да видиме што е 12. Повеќе звучите како портпарол на Министерството. Не. А ти на шо излезеш под се? Немојте молам со ниски страсти. Дај задржи дискусија, задржи. Јаневска, имате некоја забелешка? Коментар не ти е точен, ниту мојот, ниту Х-индексот на премиерот. Провери уште еднаш. Те молам, провери уште еднаш. Не ти е точен. Ова не е Фотошоп. Ова не е Фотошоп. Значи пишува Macedonian National H Index Ranking 2025, нека влезат граѓани што го гледат ова во Google, нека пишуваат и ќе гледат колку е Х индексот. Сега јас не измислувам. Ако ова е грешка, да, се извинувам, ќе се извинувам јавно. Ова е земено од веб страница. Бленди. И ова исто така од вебов сайт. Не ја гледам причината за некој кој што води политика и води држава дека треба на овој начин да коментираш, затоа што правиме обид да поправиме нешто во високото образование и ти сам кажуваш дека така треба и го поздравуваш. Да. Определени делови. Јас не знам кого браниш ти со тоа што треба да се намалат критериумите и кого браниш ти со тоа што не треба да има Х-индекс. Кого? Себе? Не, зашто себе? Па кого браниш? Значи, па кого браниш? Не може законот да не важи за сите за исто. сите важи. Не важи. За сите важи. Зошто, например, за професори што не ги исполнуваат? Значи, јас ти кажувам дека плејада на професори, додека траеше законот на Нино Тодоровски, Добро. Имаше вакви критериуми, тие ги исполнуваат тие услови и така се бирани. После тоа, кога дојде СДСМ на власт и Рената Десковска го смени законот, има нагол пад. Добро, се согласуваме ова. Не знам зашто го... Кого браниш, јас те прашувам. Зошто да не важи исто? Ако очекувате од мене да имам Х индекс 8, зошто вие да не го имате истиот индекс? Ке ме менторира некој што има Х индекс 2 и се очекува од мене да имам Х индекс 3. Која е логиката? Зошто да немаш? Која логика ова? Не можеш ли? Можеш. Значи, за да те менторира, ќе мора да се реакредитира по истите критериуми. Ако се реакредитира, ќе ти биде ментор. Ако не се реакредитира, нема да ти биде ментор. Ако професорот не сака да се реакредитира за да има докторски студент, зошто треба? Има други обврски. Какви обврски? Има други обврски. Прочитај го законот, ќе видиш дека има. Има други Благодарам. обврски. Антовска. Би сакала само малку да скршнам од дискусијата. Мислам, воопшто не е прашањето дали треба да ги има овие измени повторно, како кажам, затоа што навистина доколку се прават во нели со некоја граница нормално е дека ќе поминат, меѓутоа тоа оставам на другите нели да одлучат дали ќе го променат тој дел или ќе останат истите бројки. Бидејќи беше, мислам, не сакам да е забележано дека не сме дошли со ниту една препорака. Еве, чисто мое размислување. За наредните генерации да можат реално да ги исполнуваат критериумите на сите научни списанија кои што би се вбројувале нели во индексирањето. Мојата препорака е да се внесат 2 задолжителни предмети на секој факултет. Едниот од нив е методологија, односно методологија на истражување, и вториот предмет е академско пишување. Бидејќи се соочуваме со млада генерација и со студенти кои што за жал не знаат да направат разлика помеѓу тоа што значи научен труд, што значи семинарска, што значи есеј, што значи колумна. За мене тоа искрено колку можеби да не е прашање до високо образование, сепак студенти доаѓаат во високо образование без да ја знаат оваа разлика. Така што мислам дека за да може секој студент кој што понатаму сака да се бави со научна дејност, реално да има базата за тоа, клучно ќе биде воведување на овие предмети. Тоа се учи на постдипломски.
Ние го постдипломски учиме се учи и на тоа. додипломски, еве чист пример, како многу позитивен пример го давам ова, е дека нашиот факултет воведе академско пишување уште во првиот циклус на студии, затоа што ти со новиот закон е предвидено дека демонстратор, на пример, можеш да бидеш веќе и во првиот циклус на студии, така, со 180 освоени кредити. Не би сакале да дојдеме во ситуација каде што демонстраторите кои што ќе влезат во таа селекција, нели, нема да имаат пример академско пишување и истражувачки методи како предмет. Не, затоа што не ги спремаме сите за во академската заедница, туку ги спремаме и за во стопанството. И мора да правите разлика. Факултетот треба да ви даде основно образование, па ако сакате во адвокатура плюс, па ако сакате во академска заедница плюс, ама инженери, доктори и се друго треба првенствено на стопанството да подкренат економијата, да можеме да вложиме во универзитетите за вие што имате желба да имате можности да станете добри научници, академци и така натаму. Значи, сликата е малку поширока од она што, нели, како млади луѓе го замислуваме во главата. Нема сите да бидат демонстратори и не треба сите да бидат. Тие што сакаат на не општа култура, не. Општа култура е да знае да уклучи машината и таа да произведе продукт кој ќе произведе средства за тие што се во академската заедница да можат да земат плата. Оти ако ги нема тие што се на нивата, во фабриката, ние, и јас претходно сум била, а и сега нема да можеме да земеме плата. Значи, за општа култура ќе зборуваме за гимназија, за концепцијата. Ќе зборуваме за основните предмети кои треба до дипломското образование да го даде. А сите што сакаат во академска, ќе си ги исполнуваат условите како сегде во светот. Како сегде во светот. Ама имаме предмети кои што нашите студенти ги полагаат. Ама тоа на факултет, јас не ви одредувам предмети. Тоа на факултетот да си го решите. На универзитетот, владата не ви се меша во тоа. Универзитетот има можност неговите студенти да полагаат со изработка на различни семинарски трудови, така натаму. Професори, затоа постојат професори колешке. Така е, ама вие не можете да очекувате дека некој ќе сака воопшто да се бави со академија ако не знае што е цитирање. Ама зато имате професори, Значи, владата не ви го одредува тоа. Владата ви вели, ако сакате да бидете прво асистент, потоа доцент, на крај професор, треба да се бавите со наука. Ова беше само идеја за реакредитацијата на програмите, дека треба да ги можеби да ги ама имаат тоа на факултет овие... се решава, не со министерот. Да. Национално рангирање. Дали тоа ќе донесе фер конкуренција или нови поделби? Не би требало да има нови поделби. Јас навистина не гледам зошто академската заедница не би сакала да има национално рангирање. Да, може би некој универзитет ќе се најде засегнат, затоа што треба да исполни критериуми, за да може да добие повисок степен на образование. Нека ги исполнат сите, ако сите се на исто ниво, сите ќе добијат повисок степен на образование, односно постдипломски. Според сегашната спремност на универзитетите, што предвидувате вие? Колку можат да добијат? Првите 4 од 6. Што значи дека малку треба да се потрудат и другите да дојдат на исто ниво и сите да имаат. И за приватните зборувате? Не зборувам за приватните, зборувам за јавните универзитети. Добро, што ќе правиме со приватните универзитети? Со приватните универзитети, добро е Бленди што го спомна тоа, законите беа недоискажани. Многу е тежок процесот да вие свесни дека нешто се случува таму. При ниедна спроведена евалуација, колешката за 9 месеци направила 7 евалуации и ги чекаме извештаите. И тоа без никаква дилема на партиска моќ. Незина работа е, значи Ама незина работа е. Не, бидејќи импутираш. Да им кажеме браво што сте направиле твојата работа, зашто се платите. Зошто да не кажеме браво само затоа што била сликана со мене? Не, што седи на партиски штаб за институција што Европската асоциација за квалитет во високо образование вели дека тоа треба да биде независно. Затоа мене ми е Прочитај го законот. Причитај го законот, за да не импутираш ништо. Многу со Европската унија да правите. Факултет на економски науки Струга, Меѓународен универзитет Струга. Факултет за туризам, универзитет Скопје, тој те засега тебе, била таму. Економски факултет УГД Штип,
Добро. Бизнис академија Смилевски бас. Добро. Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија МИТ универзитет. Правен факултет, меѓународен универзитет Визион Гостивар, факултет за економски науки, Американски универзитет на Европа фонд за 9 месеци. За 10 години не направија ни една. И ти наоѓаш да ја замериш неизи, уште да ти прочитам што се има направено. Независна е. Независна е. Од и толку многу има направено како ниеден до сега од тие. Добро, што е резултатот од ова, бидејќи за приватните констатиравме дека има огромен проблем во најголем дел. Законите беа недоискажани. Немаше основа. И по стариот закон можеа да се прават евалуации, не се правеа. Ова што го прави сега Агенцијата за квалитет, не зборуваме за личност, Агенцијата за квалитет во високото образование ке и овозможи на академската заедница заедно со Министерството, за да не паднат на суд процесите, да тргне во затварање на факултети, студиски програми, универзитети, што и да е, за да биде тоа легално и правно. Новите закони даваат, ги пополнуваат оние празнини кои се наоѓаат во старите закони и во одредбите од законите, двата, точно е дефинирано кога и кој може и како да затвори што и да е. Студиска програма, факултет, институт, универзитет. Поради недостатокот на она што досега го имавме, не беше лесно и брзо можно да се направи тоа што треба да се направи. Значи, 5 години уназад, со оваа година и пол, 6,5 години, зборуваме дека мора да се случи тоа. Или ќе работат по закон, или нема да постојат. Се што треба сме правеле. Сега ќе имаме поголема можност и јас се надевам дека конечно и ќе се види резултатот. Добро, ајде да привршиме. Бидејќи почнавме за позитивните работи да зборуваме, бидејќи не сакам било кој мој предлог да биде сватен како критика, туку напротив сите предлози се отворени за дискусија. И со Самуел зборувавме дека можеби и треба надвор од јавната дебата да имаме уште една ваква дискусија за сите точки. Еве, например, точката која што мене навистина ми се допаѓа и која што сметам дека многу порано требала да биде воведена е одредбата за студенти со највисок просек, наградени студенти и студенти со инженерски прстен. И мислам дека тоа е еден вид на охрабрување за сите студенти, нели, да целат кон својот максимум. Ја поздравувам и пораката дека истите ќе бидат ќе им биде одредено и место за вработување, како некое ветување. Така што мислам дека и овој дел треба многу јавно и транспарентно да биде дискутиран со сите студенти, прво како мотивација на самите студенти на факултетите, и исто така да не дојдеме во ситуација каде што тоа работно место ќе биде ставано под било какви различни, нели, толкувања, какво и што. Предност имаат. Имаат предност при изборот. Така. Имаат предности оние што се на првите 100 рангирани универзитети пред домашните, што на некој начин може да се толкува и како своевидна дискриминација? Не, не може да се толкува, затоа што законот вели имаат предност при изборот. Изборот го врши рецензенска комисија, научно-наставен совет и тука нема дискриминација. Добро. Ви благодарам што бевте денеска на гости на Директно. Предпоставувам дека оваа дебата тука не завршува. Се надевам дека ќе има не само телевизиски, туку и друг тип на дебати во наредниот период, кои што ќе помогнат да се подобри и ова законско решение, за кое што дел од учесниците имаат забелешки, меѓутоа има и позитивни работи, како што и самите истакна. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме на поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.